Три стратешки проекти изведува во моментов општина Кочани, изјави денеска градоначалникот Лјупчо Папазов во присуство на партискиот лидер Христијан Мицкоски. Денес имавме можност да направиме увид и да промовираме три стратешки проекти кои се во постапка на реализација на територијата на општина Кочани. Тоа е изградбата на колекторот и секундарната мрежа за канализација во село Тркање, со што го решаваме долгогодишниот проблем на ова село и правиме приклучок на фекалната канализација кон пречистителната станица во Мојанци. Ја посетив и улицата Роза Петрова, која неодема беше завршена со асфалтирање. Во моментот се поставува се покрива тротоарската површина и ќе биде во можност граѓаните кои гравитираат во овој дел од градот да ја користат. Според Папазов, Кочани во моментов најважната работа ја врши со тоа што го менува главниот потисен водоводен цевковод. Најбитниот проект во моментот кој се реализира тоа е замената на главниот потисен цевковод со кој се снабдува градот со вода за пиење. Проектот е во должина околу 2 километри. Со тоа ги решаваме проблемите со загуби за вода кои долги години се регистрираа и беа детектирани на овој потек и го менуваме цевководот кој е изграден во далечната 73 година. Како и во другите општини, денеска присутен на изведбените работи беше првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Дали е задоволен од досегашнијата активност на неговите градоначалници? Јас сум би рекол, прилично задоволен од овој почеток. За нешто помалку од 2 месеци се направија многу работи онаму каде што бев. Продолжувам со посетите низ Македонија, продолжувам со посета на градилиштата во општините каде што се градоначалниците на ВМРО ДПМН. Се надевам дека ќе продолжат онака како што започнаа и помалку ќе зборуваме, а повеќе ќе работиме.